Пред се, реков уште еднаш, тој црно-бел свет сакаме да направиме таков како што е у природата, го гледаме во боја. Тоест разнолик, со секакви различни идеи, со различни предлози, со максимална толеранција, разбирање за сите во луѓе кои што имаат и тиштат проблемите. И веднаш ќе воведеме новини, еве само една новина ќе спомнам, и ќе го докажеме тоа дека ние не одеме нити за пари таму тие некои дневници што ги дават. Ние во ново се озборам, сега не можам да зборам за другите, нели? Оноку колку ќе влеземе внатре во советите, проценуваме, имаме некоја проценка реална, но сега не сакам да шпекулирам, за тоа што не е благодарно. Колку и да сме, веднаш ќе донираме едно возило за собирање на ѓубретот и отпадот во општината. Ама веднаш, тоа значи веднаш, после добивањето на првата плата, или првата таа, не знам како се вика дневница, ако сме, еве, например, ако сме ние, еве, четворица, еден го следува неде 200 евра на месец, по 12 месец, тоа се 2400, по 4, тоа се некаде околу без малку 10.000 евра, например, нели, по 4 години, тие се неде околу 40.000 евра. Ако е така, ние веднаш купуваме на наша сметка, од истите пари, се задолжуваме кај банките и парите да одат за рати за исплата на тоа возило. И едно возило, например, ќе донираме во Подгоријата, да си биде целосно таму, едно ќе биде Сушица, Зубово и не знам кај ќе процениме, да подобриме начинот и собирањето на тој отпад, да ги изчистиме дивите депонии. Значи, не одеме нити за тие дневници да не обвинат некој, сакаме и тие средства да ги донираме за граѓаните, не ни требат на нас тие пари, сакаме да воведем преку такви примери нов пристап кон решавање на проблемите, ново гледање и ново меѓусебно комуницирање во самите совети, а не како сега едните ако се за, другите веднаш се против и обратно. И затоа тапкат општините во место. Ние сакаме да воведеме нови принципи и малку да раздвижиме општините, да ги раздвижиме за доброто на сите.